По набавените нови ангиографи за болниците во Штип, Тетово, Скопје и во Охрид, истакна денес премиерот Никола Груевски, владата дополнително уште еден ангиограф ќе набави за Струмичката болница. Цениме дека во тој регион има многу жители и дека треба да се набави ангиограф. Ангиографот е многу важен во случај на инфаркти, некогаш минути одлучуваат за живот, да не се случи некои луѓе да го загубат животот носејќи ги кон најблиската во Штип или можеби некој во Скопје. Одлучивме да започнеме постапка за набавка на ангиограф. Веќе заклучокот на влада е донесен. Премиерот очекува оваа или идната недела да биде објавен тендер, а кон средината на следната година да биде вграден ангиографот во Струмичката болница. Во меѓувреме одреден број лекари од Струмица ќе бидат испратени на обука за да научат да ракуваат со ангиографот. Груевски покрај тоа посочи и дека во делот на здравството во програмата е зацртана реконструкција и изградба на болници, набавка на опрема и медицински апарати, максимално намалување на цените на лековите и подобрување на услугите од страна на медицинскиот персонал и лекарите кон пациентите, преку воведување на методите како плаќањето по учинок. Во моментот се одвива десетина реконструкции, околу 10 болници во државата моментално се реконструираат. Вчера го означивме и започнувањето на реконструкцијата на градската болница 8 септември во Скопје, која што, како што прашав таму, кога последен пат била реновирана вака темелно, ми кажаа дека практично откако е изградена во 71-та година, во 1971 година, 41 година немала темелна реконструкција како што се прави сега. Реновирањето на градската општа болница 8 септември треба да чини околу 53 милиони денари. Имено Груевски денеска најави дека наскоро ќе почне изградбата на болницата за детски болести Козле. Планираме некаде во првиот квартал следната година или на почетокот на вториот да започне градбата на болницата во Штип. Планираме исто така реконструкција и на одредени делови на болницата во Битола и други реконструкции кои што на објекти кои што се зацртани во планот што го владата го зацрта, односно го усвои, кој што е во соработка со Банката за развој при Совет на Европа и кој што ќе се одвива во неколку фази. При крај е првата фаза и наскоро се надевам кон крајот на оваа година ќе започне и втората фаза во која што практично ќе се обидеме да ги внесеме сите преостанати болници и клиники кои што се на листата за реновирање. Премиерот посочи дека ќе се продолжи со реализацијата на ваквата програма не само во Скопје, туку и во останатите делови во Македонија.